Ова требаше да се предвиди. Војните действија на Блискиот Исток започнаа повеќе недели пред да скокне цената на нафтата на светските пазари. Ова беше предвидливо. Дека ќе се затвори Ормудскиот теснец, тоа исто така го предвидуваа светските медиуми. Само ние сме некако изненадени. Зошто не се направи нешто како што направија сите околни земји некое време претходно. Дури и сега кога втор пат се зголемува цената на дериватите, на бензинот и на дизелот, премиерот нешто ќе разгледува. Што ќе разгледува? Што ќе разгледува? Ево ги мерките. Ние апелиравме нешто владата да преземе. Да човекот не сака да им помогне ниту на граѓаните, ниту на државата. Тоа не е прва работа на која што тоа се гледа. Што направи да им помогне со цените и со платите до сега? Ништо. Ништо не направи. Така да ова се конкретни предлози, законски решенија, откако гледаме дека владата ништо не прави. И ова се мерки кои што значајно ќе олеснат животот на граѓаните сега овој период. Меѓу 15 и 20 денари ќе се намали цената на литар гориво. И тоа е сериозна заштеда. Ама не е само тоа, комплексен е системот, синџирот на кој што може да се случи на настани после поскапувањето на горивата. Ќе поскапи храната. Што ќе направат за храната? Еве, затоа сега предлагаме еден чекор однапред да се направат неколку работи. Луѓето патуваат, ајде ги намалиме патарините. На половина од тоа што се сега. Сега кои имаме најскапи патарини во Европа и најлоши патишта. Ама ова за најкриминалната и најкорумпирана власт во Европа не е ништо. Те се гледаат само за своите работи.